70-годишен жител на тетовското село Седларце синоќа застрелал куче бездомник, кое како што пријавил во полиција неколку пати досега влегувало во неговиот двор, напаѓајќи го неговиот внук и домашните птици. Нашата екипа беше во Седларце. Го пронајдовме Иван Спировски, кој ни раскажа дека бил принуден да го застрела кучето, кое се обидело да ги нападне него и неговиот внук. Кучето тврди веќе со месеци напаѓало луѓе, а во неколку наврати му влегувало во дворот задавувајќи му дел од стоката што ја чувал. Ги пријавувал случаите, но во институциите, вели, само кревале раменици. Губив да спасим внук ми прво, па почет да спасим животните, пошто тоа истото куче пред 2 недели ми удае 2 гуски, кои коштаа 50 евра, 2 гуски. И се жалим, кому да се жалим? Бев тога, прашуев ни село, да нема газда некој собственик, ми вика сите скитники. И мене ми направи белја, на тој му направи белја, на овој му направи белја, се жалеле, нема кој да обрати пажња. А сега, ќе дојда и од месечината да ги штита кучињата. Спировски велиот е сосема свесен дека го прекршил законот и ќе биде казнет, но бара правда и за себе. Проблемот со бездомните кучиња станува се поголем и бара сериозен пристап на надлежните за негово решавање. Децата сега на голем одбор кога ида да зема јадење, и ми рипа им ги зема од руки. Има некој тоа да се стори сајбија на тоа? Не. Ако ќе се случи вакво нешто и да се одбрани некој, тогаш не знам кој ќе се најда хумани организации. Законот е добар, ама не е доречен. Во општина Брвеница велат дека се обидувале да го решат проблемот, но како рурална средина зависат од поголемите општини со кои досега тврдат не нашле разбирање. За проблемот со бездомните кучиња и општина Тетово веќе со години тапка во место.